Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Пред да почнам да кажам било што во однос на говорот на колешката Иливе, сакам да кажам дека нашата пратеничка група ќе го поддржи ова автентично толкување на законот. И сакам да направам една дистинкција помеѓу она што колешката кажа дека едно е да има дозволено една ваква индустрија неморална и нечесна да постои, а друго е власта на ДУИ и СДСМ, односно под водство на ДУИ, да со издавање на безброј лиценци за игри на среќа ја мултиплицира можноста за отварање на едни вакви казина и други објекти кои што се занимаваат со игри на среќа. Со тоа не само што енормно го проширија можноста за коцкање, кој што уништи многу фамилии во нашата држава. Затоа треба да направиме една јасна дистинкција дека да, потребно е да оваа индустрија според нас како пратеничка група треба воопшто да не биде дозволена, да се забрани, и доколку вие колешке под овој закон, ние со драго срце ќе го поддржиме и не да се дозволи само во објекти со 5 звездици, туку воопшто да се направи нелегално самото коцкање. Тоа е една работа. Но автентичното толкување има намера да го ограничи ова што денеска како можност постои, а тоа е постоење на стотици лиценци и стотици објекти на секаде расширени. Значи тоа е поентата на автентично толкување. И сега јас имам дилема. Јас верувам во намерата на предлагачот дека е таква, но не сум сигурен колку ние ќе промениме нешто со автентичното толкување, затоа што тоа може и без тоа да се направи, односно институцијата која што издала такви лиценци, едноставно поради тоа што е поминат рокот на тие лиценци, едноставно треба да ги укине и да продолжи по законот кој што моментално важи. А понатаму се надевам дека сите колеги тука ќе бидеме согласни да направиме еден такво законско решение кој што драстично ќе ја ограничи оваа индустрија, а се надевам дека и ќе ја направи скроз нелегална, за да не може да постои можност за нашите државјани да се коцкаат. Благодарам.